Со одлуката на 5 партиски послушници на ВМРО ДПМН во Уставниот суд, Никола Груевски ја призна вината на своите најблиски соработници за изборните измами. Изборните грабежи и партизираните институции беа главните причини за политичката криза. Дали ваквата одлука на Уставниот суд се носи со намера да се заштити Никола Груевски? Највисоки представници на партијата на власт се веќе осомничени за засторничко здружување за изборна измама, потврдено и од специјалното јавно обвинителство со покренатите постапки. Очигледно дека некој во врвот на ВМРО ДПМН многу добро знае за што се покренати овие постапки. Затоа Никола Груевски мора да се изјасни дали е тоа правено по негов налог. Затоа Никола Груевски се плаши од правдата. Јавно предупредуваме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и граѓаните нема да дозволат на ваков начин ниту да се штити изборен криминал, ниту да се превенира нечија намера да се повтори ваков изборен криминал. Во Република Македонија ќе има слободни, фер и демократски избори, со прочистен избирачки список и со реформи за слободни медиуми. Секој кој што ќе го прекрши законот, ќе мора да одговара. Благодарам, повелете со прашање. Господине Шилегов, бидејќи лидерот на ВМРО ДПМН рече дека нема понатаму да се преговара, ќе продолжат ли работните групи или не? Што се изнакажа лидерот на ВМРО ДПМН во текот на изминатата година, па потоа го погази, не би требало да објаснува на македонската јавност. Лидерот на ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН до вчера доцна во ноќните часови не убедува дека ќе имаме избори на 24 април. Видовте како гласаа. Работните групи ќе продолжат? Ќе ги продолжиме реформите во Република Македонија и да создадеме услови во Република Македонија да се одржат слободни, фер и демократски избори со прочистен избирачки список и реформи во медиумите. Како ја коментирате изјавата на Груевски, кој дека медиумите не се услов за ФТИ? На истиот начин како што и неговата изјава дека го бетонирал датумот за 24 април за изборите.